За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите јунешко во сос со погачици од компири. Лимонот го отседиме во цедалка. Главиците кромит ситно ги сечкаме. На покрупната страна од рендето ги рендаме компирите и ги ставаме во длабок сад. Месото го сечеме на шницли. Шницлите ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Потоа ги толчиме со дрвен чук. Во тенџере на оган со зовријана вода ги ставаме коцките да се вари супа. Ренданите компири ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Во тава за пржење на оган го ставаме путерот да се растопи. Додаваме и масло за јадење. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во садот со компирите. Потоа во садот го додаваме брашното. Ја мешаме смесата со рака. Земаме од смесата со раци и формираме погачици. Погачиците ги пржиме на загреаната мрснотија во тавата на оган. Испржените погачици ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартиена салфетка. На преостанатата мрснотија во тавата ги пржиме шницлите. Го додаваме преостанатиот путер. Потоа во тавата ја налеваме ракијата. Испржените шницли ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Во тавата го пржиме исечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ги додаваме лимоновиот сок, сенфот, белото вино и киселата павлака. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата налеваме од супата. Во садот со густинот пак додаваме 100 мл вода. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, во тавата го додаваме размешаниот густин. Во тавата ги враќаме испржените шницли. Во друга тава со загреано масло на оган ги пржиме цветовите брокула. На чинијата за сервирање ги сервираме погачиците од компири. Врз секоја погачица ставаме по една шницла. Со лажица преливаме со сосот од тавата. Потоа на чинијата ги сервираме цветовите брокула. Декорираме со 4 шери домати. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути.